Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќегодишен йога практикант и сертифициран йога учител. Оваа сесија ќе ја посветиме на култивирање сила и стамина. Ќе започнеме сосема нежно и полека во положба дете. Бутините ги раздвојуваме во ширина која што ќе ни овозможи комотно да го поставиме торзото. Рацете ги испружаме, главата ја поставуваме на подот. Дишеме длабоко, ја користиме оваа положба да се поврземе со дишењето, да го насочиме нашето внимание, едноставно да пристигнеме во нашата практика. Коковите добиваат блага стимулација, исто така рамењата, рацете, рбетот е издолжен, градите нежно се отвораат. Ке земеме уште неколку длабоки издива тука. Дишеме низ носот цело време. Вдишуваме длабоко, чувствуваме како се шири градниот кош, абдоменот. Издишуваме целосно и се опуштаме. Вдишуваме, чувствуваме како торзото се шири. Издишуваме целосно, се опуштаме. Од оваа положба, полека, внимателно, ќе заземеме следната Анахата асана. Коковите се горе-долу над колената. Рацете ги испружаме пред нас, градите ги поставуваме блиску до подот. Челото го поставуваме на подот. Доколку немате проблем со вратот, нема да ви предизвика никакви непријатности, можете брадата да ја поставите на подот. Тоа може би ќе ви овозможи малку подлабоко да ја искусите оваа положба. Но само под услов доколку тоа не предизвикува негативни чувства во вратот. Остануваме тука. Чувствуваме како градите се отвораат. Рацете нежно се растегнуваат. Дишаме длабоко и равномерно. Од тука внимателно ќе се вратиме во положбата на сите 4. И од тука ќе ја кренеме десната рака нагоре, а потоа издишувајќи ќе ја протнеме кон лево рамото и главата ги поставуваме на подот. Можеме да останеме тука, можеме да испружиме раката или можеме раката да ја кренеме и дланката да ја поставиме од внатрешната страна на десниот бут. Доколку сакате да искусите нешто повеќе, ќе ви ја понудам следната варијанта. Најпрвен дланката ја поставуваме покрај главата, за да обезбедиме стабилност. Сега ќе испружиме левата нога во насока на десната дланка,
Ногата е активна. Доколку е се во ред, раката, левата рака повторно ја криваме нагоре и со дланката го опфаќаме десниот пут. Така, чувствуваме отворање во левото рамо. Дишаме колку што е можно подлабоко. Оваа положба е малце поспецифична. Како и да е, секоја од претходните варијанти ќе биде полезна за вас. Не мора да значи дека морате токму ова положба да ја заземете за да имате придобивки. Така, полека ќе ослободиме положбата. Најпрви левата дланка на подот покрај главата, левата нога до десната. Се криваме нагоре и се отвораме надесно. Десната рака ја криваме. Издишувајќи, се враќаме во положба на сите 4. Истото ќе го повториме на другата страна. Така, ја криваме левата рака нагоре, се отвораме на лево. Издишувајќи, ја протнуваме раката надесно, рамото на под, главата на под, од тука одбираме што ќе правиме со раката. Можеме да ја оставиме тука каде што е, да ја испружиме над главата или пак да ја кренеме и дланката да ја поставиме од внатрешната страна на левиот бут. Доколку сакате да ја пробате, онаа друга варијанта со испружена нога, најпрви десната дланка ќе ја поставиме покрај главата за стабилност. Десната нога ја испружаме кон левата дланка. Ногата е активна. Доколку е сте во ред, ја криваме десната рака нагоре и повторно ја опфаќаме внатрешната страна на левиот пут. Остануваме тука, дишеме длабоко, чувствуваме кои мускули се активни, кои мускули се растегнуваат. Така, уште еднаш вдишуваме, издишуваме и ослободуваме прво дланката, ја поставуваме на под, десната нога оди кон левата, ја криваме левата рака нагоре, се отвораме повторно на страна, издишувајќи, се враќаме во положба на сите 4. Од тука ќе направиме неколку динамични повторувања на марџеријасана или како што понекогаш ја нарекуваат мачка крава. Погледот нагоре, градите се отвораат, благо влечеме со дланките кон колената, опавчето нагоре. Издишувајќи, туркаме со дланките нанапред, грбот се заоблува, опавчето надолу. Вдишуваме нагоре, издишуваме надолу. Вдишуваме нагоре, издишуваме надолу. Сега можеме да направиме неколку кружни движења со колковите околу колената во една насока и потоа во другата насока. Така, слободни флуидни движења.
од тука, од истата положба на сите 4, ќе направиме неколку кружни движења со градниот кош сега. Значи, имаме чувство како да цртаме круг со срцето. Така, одиме надолу, надесно, нагоре, налево, надолу. Така. Не забораваме да ја движиме главата во обратна насока сега. Нема, рече се да нема неправилен начин да се прави ова. Едноставно почувствувајте го вашето тело и видете во каква состојба е тоа денеска. Така, од тука ќе се вратиме во положба дете. Рацете испружени над главата. Чувствуваме каков е ефектот на досегашната практика. Вдишуваме, се придвижуваме нанапред, грбот е заоблен, погледот нагоре, градите се отвораат. Издишуваме, ги спуштаме подлактиците на подот, ги спуштаме колковите на петиците. Ке повториме. Вдишуваме нанапред, грбот заоблен, сега се отвораме, погледот нагоре, подлактици на под, колкови кон петици. Уште еднашка. Се отвораме, подлактици на под, колкови на петици. Од тука сега прстите ќе ги поставиме на подот, ќе притиснеме со подлактиците во подот, колковите нагоре и од тука ќе чекориме неколку пати, неизменично ја виткаме десната па левата нога, при тоа постојано притискаме со подлактиците во подот, го охрабруваме отворањето на градниот кош. Така. Сега така чекорејќи, едноставно ќе чекориме малце поназад. Јас малце ќе се поместам тука на простирката. Телото во оваа положба треба да биде во една линија. Наместо да ја држиме статично оваа положба, ќе правиме кружни движења со колковите во една насока, например 3 пати. Па во друга насока. Исто 3 пати. Ќе задржиме за момент и два. Ги спуштаме колената, го спуштаме торзото, се правиме пирниче со подлактиците, ја поставуваме главата, дишаме длабоко, му даваме можност на телото да ги едноставно процесира информациите, инпутот што сме му го дале до сега. Така, од тука дланките ги поставуваме горе-долу под рамењата. Така. Лактите блиску до торзото, лопатките се приближуваат една кон друга. Така. Сега имаме чувство како да притискаме со стапалата во земјата, нозете се активни. Го задржуваме тоа чувство на компактност во горниот дел од телото и се подигнуваме.
Вдишувајќи, издишуваме, се спуштаме. Ги користиме само мускулите на грбот. Вдишуваме горе, издишуваме долу. Вдишуваме горе, издишуваме долу. Уште еднашка. Вдишуваме, задржуваме, доколку сакате можете да ги испреплетете прстите зад задникот и да ги турнете дланките нагоре. Држете силно. Не заборавајте да дишете. Ослободете. Така. Одмораме тука за момент или два. Така. Сега полека ја виткаме десната нога, се отурнуваме, се превртуваме и седнуваме со десната нога свиткана. Ја гушкаме ногата и ротираме на десно. Вдишуваме длабоко, издишуваме целосно. Левата дланка оди на подот. Туркаме со нозете, коковите одат нагоре. Се отвораме, ги спуштаме малку коковите. Десната рака на подот, десната нога горе. Од тука ќе го отвориме колкот и ќе свиткаме десната нога и левата нога. Ќе пулсираме неколку пати тука, исправени нозе, свиткани. Исправени, свиткани. Имаме чувство на еластичност. Така, од тука го виткаме коленото на десната нога и правиме осмици. Значи, најпрво одиме на страна со коленото, тоа оди кон левиот лакт, кон десниот, назад, се отвора, лев лакт, десен лакт, назад, се отвора, уште еднашка. Лев лакт, десен лакт, се отвора. Сега кога ќе одиме на лево, испружаме десната нога кон лево, се отвараме тука за момент, ги спуштаме коковите на земја, левата рака зад левиот кок, малку диагонално, си даваме поддршка со нозете, се креваме нагоре повторно, се спуштаме на земјата, двете дланки на подот, ја креваме десната нога горе, ја спуштаме на земјата, ги виткаме колената и се враќаме во положба дете. Од тука ќе ја повториме таа секвенца на другата страна. Да видиме како тоа ќе оди. Така. Значи, вдишувајќи со заоблен грб најпрвен, се придвижуваме нанапред, го отвораме градниот кош, погледнуваме нагоре, ги спуштаме под лактиците, коковите одат кон петиците. Малку пофлуидно, нагоре, се отвораме, надолу, издишуваме. Уште еднашка, како бран. Нанапред заоблени, па се отвораме, под лактици, на земја, прстите од стапалата ги виткаме на подот исто така, сега туркаме, коковите одат нагоре, чекориме
во место. Така, не престануваме да туркаме со подлактиците, ги отвораме градите, така чекорејќи, сега чекориме наназад. Телото го поставуваме во една линија и од тука повторно ќе ги направиме тие кругови. Најпрвен во едната насока, 3, па во другата насока, 3. Ќе задржиме, ги спуштаме колената, го спуштаме торзото, правиме пирниче со рацете и си потпираме главата. Така. Сега ќе ја повториме вежбата од претходниот пат. Со тоа што ќе ви дадам опција кога ќе се кренете да се лактот, например десниот лакт, да го насочите кон лево и обратно. Левиот лакт кон десно. Доколку сакате, се разбира, останете со претходната опција. Така. Лактите поблиску кон торзото, дланките горе-долу, под рамењата, нозете се активни, притискаме со стапалата во подот, се криваме, дланките се криваат исто така, лопатките се приближуваат една кон друга и наизменично. Десен лакт кон лево, лев лакт кон лево, кон десно. Една страна, друга страна. Така, повторете уште неколку пати. Се задржуваме во центар. Повторно можеме да ги испреплетеме прстите. Туркаме со дланките нагоре, нозете активни. Се ослободуваме. Одмараме за момент или два. Дишаме длабоко. Така. Дланките повторно некаде покрај рамењата. Ја виткаме левата нога во коленото. Се отурнуваме благо со левата дланка, седнуваме. Левата нога е свиткана, десната испружена. Ротираме кон лево. Ја гушкаме левата нога. Вдишуваме длабоко. Издишуваме целосно. Се враќаме на простирката, десната дланка на подот. Се оттурнуваме. Се отвораме. Градите се шират, нозете се силни. Силна поддршка со раката на подот. Ги спуштаме малку колковите. Левата дланка оди на подот, левата нога оди горе. Го виткаме коленото и го отвораме колкот. Ја виткаме и десната нога. Сега ќе пулсираме. Исправаме нозе. Виткаме. Исправаме. Виткаме. Повторно тоа чувство на еластичност го култивираме. Така. Сега од тука повторно ќе правиме осмици со левата колена. Така. Најпрвен отворено, па се придвижува кон десниот лакт, кон левиот лакт, позади се отвора
десен лакт, лев лакт се отвора, кружно движење во воздух, десно, лево, се отвора горе. Сега одиме кон десно, испружаме левата нога кон десно, се отвораме, ги спуштаме коковите, се вртиме на десно, десната рака отприлика диагонално, се отурнуваме, отвораме, издишуваме долу, се вртиме повторно кон предната страна на простирката, ја подготвуваме десната нога, се креваме, левата нога горе, па ја спуштаме. Од тука ќе земеме една брановидна винјаса, ги виткаме колената и се придвижуваме нанапред. Грбот се заоблува, се придвижуваме споро, флуидно, коковите надолу, градите се отворат. Главата надолу, туркаме со рацете, се заоблуваме и се враќаме во Адо Мука Шванасана. Ги виткаме колената и се враќаме во положба дете. Сега ќе повториме некои од положбите од претходните секвенци. Нешто ќе додадеме. Така. Почнуваме на истиот начин. Се придвижуваме нанапред, грбот е заоблен. Вдишуваме, се отвораме погледот нагоре. Под лактици на под, колкови кон петици. Напред, вдишуваме, се отвораме, назад, издишуваме. Брановидни, флуидни движења со ребетот. Уште еднашка. Напред, погледот нагоре, ги подготвуваме прстите на подот, под лактици на подот, се креваме нагоре. Повторно можеме да чекориме во место или доколку сакате нешто повеќе. Ја креваме десната нога. Ја спуштаме. Ја креваме левата нога. Трудите се да не ги отворате коковите. Тие се паралелни кон подот. Така, ја спуштаме левата нога. Чекориме наназад. Телото го поставуваме во една линија. И сега коковите ќе ги вртиме наизменично на десно и на лево. Ќе изгледа вака. Десно, лево. Десно, лево. Се задржуваме во центар. Спуштаме колена, спуштаме торзо. Одмораме. Така. Сега, на истиот начин, веќе знаеме што се случува во горниот дел од телото, лактите блиску до торзото, лопатките се приближуваат. Сега, наместо нозете да останат на подот, и тие ќе се кренат. Че креваме се. Вдишуваме, издишуваме. Вдишуваме горе, издишуваме, се спуштаме. Вдишуваме горе, издишуваме, се спуштаме. Уште еднашка. Вдишуваме горе, држиме.
дланките се спојуваат, прстите испреплетени, туркаме, се подигнуваме колку што можеме повеќе. Вдишуваме, издишуваме и се ослободуваме. Десната нога ја виткаме во коленото, се отурнуваме, седнуваме, со ногата десна се уште свиткана, ротираме кон десно. Така. Левата рака е на подот, се оттурнуваме, се креваме, се отвораме. Од тука, доколку сакате, можете повторно да ги спуштите коковите долу, да ја поставите десната дланка на подот и да ја донесете десната нога нанапред. Доколку можете, направете го тоа без поддршка од десната рака. Така. Се надевам дека сите сме во оваа положба. Не е лесно, ама не е ни тешко. Така, се е работа на практика. Океј. Од тука се оттурнуваме нанапред, левата нога ја криваме, ги виткаме двете колена, десното, односно левото, оди зад десното, клекнуваме, потоа левата нога оди на страна, повторно клекнуваме со расширени нозе, си даваме поддршка со дланките, ја криваме левата нога нагоре, ја носиме наназад, го виткаме левото колено, го исправаме десното. Повторуваме. Одиме нанапред, ногата се крива, лево зад десно колено, левото стапало на страна, клекнуваме, се исправаме, левата нога горе, па назад, лево колено се витка, десното се исправа, уште еднаш, ногата горе, лево колено зад десно, левото стапало на под, на страна, клекнуваме, уште еднашка, левата нога ја криваме и сега од тука го виткаме десното колено, по потреба ја виткаме и левата нога и ја протнуваме нанапред. Така, од тука коленото го спуштаме на страна, го отвораме колкот, ќе се свртам за да можете подобро да ме видите. Така, отприлика 90 степени помеѓу нозете, најправен со изложен грб, се навалуваме нанапред. Така, чувствуваме што се случува, доколку е се во ред, се навалуваме преку левата нога и се отвораме на десно. Испружаме десната рака и доколку можеме го фаќаме левото стапало. Така, но тоа не е задолжително. Битно е да го чувствувате отворањето во десната страна на торсото. Вдишуваме длабоко, издишуваме целосно, се враќаме најправим во центар, се исправаме. Така, го криваме коленото, ја криваме ногата на трешната страна на коленото, ја поставуваме врз рамето, што е можно поблиску до рамето. Дланката, десната дланка ја поставуваме на под, прстите се свртени кон колкот, така доколку е се во ред, ја активираме
Десната нога ја исправаме и гледаме налево. Доколку имате потешкотии со ова, искористете ремен. Така, вдишуваме длабоко, издишуваме, го виткаме коленото, се подместуваме, ја активираме ногата, убаво го фаќаме рамото, се навалуваме нанапред, дланките се отприлика на половина пат помеѓу кокот и коленото на левата нога. Активираме нозе, се навалуваме нанапред и креваме се. Дишаме. Спуштаме долу. Доколку не можете ова сега да го направите, не е едноставно. Едноставно не ја кревајте ногата, туку само задникот. И со тек на време ќе стекнете сила да ја кренете и ногата така исправена. Се ослободуваме, се враќаме во правобитната положба, односно јас ќе се вратам во правобитната положба кон предниот крај на простирката. Така, сега треба да се вратиме наназад. Така, се навалуваме нанапред, виткаме лева нога, ја креваме нагоре, потоа ја спуштаме на земјата, дланките на земја, десната нога горе, па на подот, флуидна вињаса. Вдишуваме, се отвораме, издишуваме, туркаме, се враќаме во Адо Мука Шванасана. Од тука се враќаме во положба дете. Само за момент или два ќе направиме кратка пауза. Повторно се придвижуваме нанапред со заобрен грб. Се отвораме, вдишуваме под лактици на под, колкови кон петици. Неколку пати така, меки, контролирани движења. Вдишуваме нанапред, се отвораме, издишуваме наназад, се спуштаме. Уште еднашка. Вдишуваме нанапред, се отвораме, прстите на подот, под лактици на подот, ги креваме колковите. И повторно, имате опција да чекорите во место, да ја држите статично положбата, да кренете една нога, да кренете друга нога, при тоа торзото, рамениците работат, тие се силни. Ја спуштаме ногата, чекориме наназад и повторно колковите удат десно-лево. Така, во ваше темпо, не се брзете. Чувствувате што правите. Така, уште еднашка. Десно, лево, во центар. Спуштаме колена. Спуштаме торзо. Одмораме. Така, повторуваме. Шалабасана варијанта. Креваме се. Вдишуваме. Нозе, гради, раце, се крева. Издишуваме. Вдишуваме горе. Издишуваме долу. Вдишуваме горе. Издишуваме долу. Уште еднашка. Вдишуваме горе. Задржуваме. Туркаме со дланките нагоре.
Така. Издишуваме, ослободуваме се. Од тука ја виткаме левата нога, се отурнуваме, седнуваме со свитка на лева нога, ротираме кон лево за момент. Се вртиме на страна, се креваме убаво, се даваме поддршка со нозете и рацете, чувствуваме отворање во целиот преден дел на телото. Од тука ја носиме левата нога кон напред, нежно, така. Сега се отурнуваме, десната нога оди горе, ги виткаме двете нозе, десното колено зад левото, десното стапало на подот на страна, клекнуваме, коковите се отворени. Ногата горе, па назад, десно колено се витка, лево се исправа, напред, странично клекнување, стандардно клекнување, ногата горе, па наназад, десно колено свиткано, лево исправено, уште еднашка, десна нога горе, десно колено зад лево, клекнуваме со отворени колкови, десната нога горе. Сега ги виткаме двете колена и ја протнуваме. Десната нога исправена на подот, седнуваме. Така, сега повторно ќе сменам ориентација. Од тука го спуштаме коленото. Така. Торзото помеѓу двете нозе. Го спуштаме, грбот е исправен. Чувствуваме што се случува. Полека се придвижуваме кон десната нога. Јас сакам да го опфатам спротивното колено. Со десната рака го фаќам левото стапало, но тоа не е задолжително, може да останеме и вака. Битно е да чувствуваме отвореност во левата страна на торзото. Дишеме длабоко. Дишуваме. Издишуваме. Се враќаме во центар, полека се враќаме нанапред. Коленото го креваме нагоре. Внатрешната страна од коленото го ставаме горе на рамото. Го опфаќаме стапалото со дланката. Левата дланка ја поставуваме на подот, прстите се свртени кон колкот и се отвораме. Исправајќи ја левата нога, гледаме на десно. Дишеме длабоко. Повторно употребете ремен доколку не можете да го опфатите стапалото. Издишуваме, се враќаме напред. Коленото останува како што е. Дополнително ја активираме ногата. Ја опфаќаме раката. Се навалуваме нанапред, повторно некаде помеѓу коленото и кокот. Чувствуваме активација на двете нозе и се креваме. Држиме тука некое време и се спуштаме. Повторно, доколку не можете ногата да ја кренете,
вежбајте кривајќи го само задникот. Така. Ја ослободуваме ногата. Јас ќе се вратам во првобитната положба. Се навалувам нанапред. Ги виткам двете нозе. Десната нога нагоре, па наназад, двете дланки на подот, левата нога горе. Спуштаме стапало на земја, флуидна винјаса. Се враќаме во Адо Мука Шванасана. Виткаме колена и се враќаме во положба дете. Од тука се исправаме. Полека легнуваме на подот. Така. Колената се свиткани. Тука можете да направите неколку повторувања, динамични повторувања на мост. Например, ги криваме колковите и рацете. При вдишување, при издишување се спуштаме. Сосема нежно, без усилби. Така, уште еднашка, нагоре, надолу. Сега тука би можеле да го поставиме блокчето под колковите, односно под сакрумот. Ќе заземеме една пасивна екстензија, да му дадеме можност на телото да се отвори, опушти, дишаме длабоко. Можете да останете подолго отколку што јас ќе останам. Доколку ви се допаѓа оваа положба, се приближуваме кон крајот на практиката. Така, внимателно ги виткаме колената, ги криваме колковите, го отстрануваме блокчето, го поставуваме на страна, внимателно ги спуштаме колковите на подот. Нозете се спојуваат, рацете ги спружаме во висина на рамењата, колковите малку ги подместуваме на лево, колената одат кон градите, а потоа на десно погледнуваме на лево. Така, рамениците остануваат по можност на подот. Доколку не можете со колената да го допрете подот, дајте си поддршка повторно со блокчето или перничето, што и да имате при рака. Така, погледот во центар, колената во центар, стапалата на под. Сега ги подместуваме колковите на десно, ги криваме колената поблиску до торзото, блокчето го земаме доколку сме го искористиле на другата страна и ги спуштаме колената на лево, погледнуваме на десно. Дишаме длабоко. Така. Уште еднашка вдишуваме. Издишуваме. Погледот во центар. Колена во центар. Стапала на под. Ги подместуваме колковите да бидат во една линија со остатокот од телото. Нозете се заедно. Ги криваме повторно колената кон торзото. Ги опфаќаме стапалата, се правиме во топче. Притискаме со стапалата во дланките, благо. Се опуштаме и одмораме во шавасана.
Ова беше малку посилна практика. Се надевам дека ви се допадна. Бидете внимателни со себе, бидете трпеливи со себе. Немојте да се присилувате на ништо. Практикувајте и се ќе дојде. За сите прашања ви стојам како и секогаш на располагање, а коментарите се повеќе добре дојдени. Ви благодарам. Намасте.